Сигурен пласман и планско производство се дел од придобивките кои ги дава договорното производство, велат вклучените во процесот. Недовербата меѓу фармерите и трговците е една од главните причини за малиот број на склучени или почитувани договори. Земјоделците велат дека мора да се стави ред во производството, да не биде стихино, туку планирано, со реални откупни цени. На иста линија се и трговците кои бараат почитување на договореното количество и произведствена култура. Дел од земјоделците вклучени во процесот на договорно органско производство на органска пеперка велат дека ова е добар начин за развој на аграрот. Цените моментално се околу 30 денари, мислам дека е задоволително за почеток. Предност беше инспирација со како прво поголемата субвенцијата, поголема субвенција на органското производство и договорната цена. Со договор, пошто имаш договор, имаш загарантирана цена и за еден земјоделец е тоа најбитно. Да речем, ти сни садели и уназад, може не толкави површини, ама пак за откупа, за цената во секој пункт башка цена и тоа ни беше малце некој проблем. А со ова веќе имаш загарантирано нешто, некоја подкрепа што може да се подпри секој земјоделец на ова се договора со цените. За сега разлика немаме осетено, ќе видиме натаму како ќе се одвиваат работите. До сега едино разликата е што немаме до сега прскано пестициди, ништо, значи почвата е чисто, билка немаме никаква прскано за одтрева, за одплевели. Кога станува збор пак за органско договорно производство, тоа се уште е во зародиш. Од ресорното министерство велат дека поради недоволна информираност на земјоделските производители, постои недоверба и во производството на органски производи. Најчесто земјоделците сметаат дека прехраната и заштитата се поскапи, а приносот помал и едноставно не сакаат да пробаат и да се разубедат и да почнат со органско производство, велат од ресорното министерство. Новите европски трендови, барањата на потрошувачите и потребата од здрав живот се повеќе ја наметнуваат потребата од зголемување на површините под органски култури. Овој процес, велат од министерството, го помага и државата со 100% повисоки субвенции за органско производство.